Добро вечер, време е за вториот дневник на Канал Плюс. Започнуваме веднаш по кратката најава. Со 12 милиони евра државата 100% ќе ги обештети домаќинствата оштетени од овогодишните поплави. Се остварува ветувањето на премиерот Груевски што го даде во Штип. Штипските социјалдемократи со кривична пријава против градоначалникот на Штип за незаконско управување со јавното претпријатие ИСАР. Нема правна основа за вакво нешто, вели Захариев. Истокот е единствен регион во државата каде има две нематеријални богатства заштитени во УНЕСКО. Туристички потенцијал има, но има и многу да се работи за квалитетна туристичка понуда. Започна целосното обештетување на домаќинствата погодени од поплавите. Први обештетувањето го добија 120 земјоделски домаќинства од општина Могила. Во наредните 3 недели ќе бидат исплатени во целост сите земјоделци и домаќинства од регионите каде поплавите направија најголеми штети. Се остварува ветувањето на премиерот Никола Груевски, кој го даде во Штип. Како што најави премиерот Никола Груевски дека земјоделците ќе бидат 100% обештетени, тоа и се случи. Од денес започнаа исплатите за првите 120 земјоделски домаќинства од општина Могила, како еден од најпогодените региони од овогодинешните поплави. Во наредните 3 недели во целост ќе бидат исплатени сите преостанати земјоделци и домаќинства од регионите каде поплавите направија најголеми штети. Овој регион, особено делот на Чешиново, Облешево и Кочани, но и некои други делови, беше еден од најпогодените региони, заедно со Пелагонискиот. И знам дека многумина претрпеа огромни штети, затоа што ова беа поплави од невидени размери досега. Минатата недела, кога се уште не беа завршени проценките, најавив дека обештетувањето ќе биде високо. Сакам денес да потврдам дека со цел да им се излезе во пресред на луѓето чија земја и имоти настрадаа, владата ќе изврши 100% обештетување за сите погодени, согласно проценката на проценителите, кои на терен ја вршат проценката. Значи, колку што проценителите ќе проценат и утврда дека имало штета, толку ќе им биде исплатено обештетување на луѓето кои што ја претрпеа штетата. 12 милиони евра е проектираната сума од буџетот на државата за обештетување на погодените земјоделски домаќинства. Истовремено, владата со поддршка од Европската Унија обезбеди средства во висина од 10 милиони евра за обнова на оштетената инфраструктура од поплавите, односно за патиштата, водоводните системи и малите брани. Оваа мерка премиерот Никола Груевски ја вети на средбата со граѓаните во Штип, која во спортската сала Јордан Мијалков се случи кон крајот на март годинава. Денес во Штип Центарот за развој на Источниот плански регион ја утврдуваше стратешката рамка за развој на туризмот на Истокот во наредните 10 години. Изработката на оваа стратегија ја помага Швајцарската агенција за развој и соработка. Центарот за развој на Источен плански регион денес одржа работилница насловена утврдување на стратешката рамка и одредување на активности за акцијскиот план. Изработката на стратегијата за развој на туризмот во овој регион со акционен план 2015-2024 година е програмска активност која се реализира во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија. Овој настане во организација на Фармахем и Центарот за развој на Источен плански регион, како имплементатори на проектот на програмата за заштита на природата кој се имплементира од швајцарската влада преку SDC. А инаку ние, како идеја OK Balkan Development Solutions, сме подизведувачи на оваа активност, односно консултантските куќи кои се грижат да го спроведат овој процес на изработка на стратегијата. Денес 11 општини кои се вклучени во Источниот плански регион се задржаа на прашањето колку овој регион има потенцијал за развој на туризмот. Моја е тенденција да наметнам идеја дека на Источниот плански регион му треба еден силен пропулзивен пол. Еден туристички центар кој на краток рок ќе ги почувствува најмногу бенефитите, ама на подолг рок ќе генерира развој во поширок контекст. И дел од општините ќе фатат од тој колач, затоа што се плашам ако равномерно кон сите 11 општини испратиме порака дека треба да развиваат туризам, само мал дел од нив имаат објективни потенцијали за развој, за забрзан развој.
Идејата на денешниот настан, кој е на иницијатива на неколку невладини организации, во соработка со Факултетот за туризам и бизнис логистика од Охрид и неколку стручни лица од Скопје, Битола и Охрид, е да се пристапи кон изработка на стратешки документи, кои ќе ги дадат вистинските правци на развој на туризмот. Но колку развојот на бањскиот туризам може да придонесе за зголемен профит во овој регион? Луѓе кои работат во бањите ќе ви речат каде што има топла вода, таму има туристи. Ни една бања не е празна, па дури и оние бањи кои ги закачи онај процес на приватизација и трансформација на капиталот и останаа во репулзивни подрачја, дури и воопшто не се реконструира, полни се со гости. На некој начин се, дали се тоа болни или одат за рекреација или за куратива, тоа е прашање, но факт е дека каде има топла вода, постои туристичко раздвижување. Целта на сите 11 општини кои се вклучени во источниот плански регион е да се направи една стратешка рамка, да се дефинираат областите на интервенција, стратешките приоритетни цели, како и мерките кои ќе се превземат како активности, за да се интервенира и подобри моменталната ситуација во која се наоѓа туризмот во источниот регион. Со следниот прилог одиме во Кочани, каде денес во посета беше синот на Славчо Анастас Абазов, војвода од овие краеви. Синот на војводата Абазов имаше приемка и градоначалникот на Кочани, каде на подарок ја доби едицијата историски дела, во чија изработка и самиот има партиципирано. Градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски го прими синот на војводата Славчо Анастас Абазов од Софија, со кој оствари срдечна средба и му ги подари 90 тома од историските книги преведени на македонски јазик, проект на владата на Република Македонија, во кој учествуваше и Славчо Абазов од Софија. И мене ми е задоволство, ми е драго што денеска како прв човек во општината имам тоа задоволство, таа чест да бидам негов домакин и да заеднички по втор, по трет пат поразговараме за оние тековни теми, да се подсетиме на историјата, да се подсетиме на неговиот татко војводата Славчо Абазов, бидејќи знаеме дека тој потекнува од овој крај, од Кочанскиот крај. И имав можност денеска да му ја представам и да му ја врачам комплетната едиција од историските дела кои што ги организираше владата на Република Македонија, значи историските книги, 80 на број, во кои што директно учествуваше и тој преку издавачката куќа Адвергум од Скопје. Ова е една порака дека не треба да ја заборавиме историјата, дека не треба да ги заборавиме нашите луѓе кои што од овде поттекнуваат, бидејќи секако дека тие допринеле за ова што го имаме денеска. Самиот Славчо Абазов, кој веќе во 90-тите години од животот се заблагодари за приемот и за безпрекорното издавање и превод на овие историски книги на македонски јазик. Аз сум многу доволен од това, Јас сум задоволен за тоа што едно големо дело е реализирано и тоа за мошне кратко време. Идејата обемна е реализирана во целост. Сметав дека ќе излезат само оние изданија кај кои се решени авторските права, но издавачот се потрудил за мислата да ја реализира целосно. Инаку Славчо Абазов на македонски и бугарски јазик ја објави книгата на неговиот татко војводата Славчо Анастас Абазов, а подари и мощни значајни документи од архивата на војводата Абазов на Музеот на македонската борба, кои експонати се наоѓаат во витрините на музеот. Тој се заблагодари на градоначалникот Димитровски, на новинарот Киро Герасимов и на неговиот внук Славчо Абазов од Кочани за контактите и срдечната соработка која се остварува подолги години наназад. Од денес стапува на сила електронскиот пристап до информациите за стаж и плати во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Се работи за проект на Министерството за труд и социјална политика и ПИОМ, а заинтересираните треба да се обратат до подрачните единици на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување за да добијат пристап на лозинка. Затоа сега се возможено пристап, електронски пристап преку интернет до податоците за стаж и плата на самиот осигурник, со тоа што истиот на негово барање, имаме формуларни во нашата подрачна единица, може да поднесе барање за издавање на шифра и лозинка, со која би можел да влезе на интернет. Значи, ова е слично нешто како пристапите до сметките на самите граѓани, до државните сметки преку интернет, така да со добивањето на оваа шифра, за првиот влез може да влезе со оваа шифра, натаму би требало заради него сигурно да ја смени шифрата
интернет и натаму постојано може кога му е потребно да види дали има промени во неговиот стаж, дали има промени во квалитетот и во квантитетот на истиот. Штипските социјалдемократи поднесуваат кривична пријава против градоначалникот на Штип заради наводно незаконско работење и управување со јавното предпријатие ИСАР. Ова нема правна основа, туку е политички атак, вели градоначалникот Илчо Захариев. СДСМ Штип поднесува кривична пријава против градоначалникот на Штип Илчо Захариев поради, како што се тврди, незаконското работење во јавното предпријатие ИСАР. Ова денес на пресредба го искажа првиот човек на штипските социјалдемократи Владко Милошев. Илчо Захариев повеќе од една година му овозможувал на директорот на јавното предпријатие ИСАР без мандат заснован на закон да работи и да донесува полноважни одлуки. Со ова градоначалникот Захариев му овозможил на ВЕ директорот на јавното предпријатие ИСАР да предизвика засега неутврдена штета кон граѓаните на Штип, правните субјекти и непосредните корисници, затоа што со незаконски овластувања носел одлуки кои што немаат правна важност. Од наведените дејствија постои основано сомневање дека градоначалникот на општина Штип од ВМРО ДПМНЕ Илчо Захариев сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 1 во врска со став 4 од кривичниот закон. Ова за градоначалникот нема правна основа, туку е политичка атака за да се испогани се она што последните 2 години се случува на комунален план во овој град. Знам само едно. Дека согласно моите надлежности и законот за јавни предпријатија именува ВД директор. ВД директор е Ангел Бујаджиев. Ангел Бујаджиев е директор, ВД директор на тоа јавно предпријатие. Морам да кажам дека е успешен директор, многу успешен директор и можеби тука веќе политиката си го има своето влијание. На Социјалдемократскиот сојуз својот миг им треба неспособен градоначалник на градот Штип и неспособни директор на јавните предпријатија. Само тогаш тие ќе испливаат на површина. Но овој миг е сосема спротивно. Овој град се гради во сите своји пори, во секоја клетка. И навистина имаме брилјантни резултати. Што тие може само да ги сонуваат и да ги посакуваат. Захариев во својот одговор истовремено праша, зарем се штетни одлуките и потезите на директорот на ИСАР да се направат неколку значајни зафати за краток период како што се. Не може да биде штетна одлуката на Ангел Бујаджиев да се асфалтираат сите улици во Горбиштата. Не може да биде штетна одлуката да ја реновирате бањата Кежовица, и тоа сместувачките капацитети, а сега нормално и Машката бања, кој ќе биде по сите стандарди направена. Не може да биде штетна одлуката да речеме да направите нов пазар. Не може да биде штетна одлуката да речеме да направите зоолошка градина. Не може да биде штетна одлуката да ги направите сите паркови да ги одржувате во овој град, да имате безпрекорна хигиена, совршен ред. Во оваа прилика тој потсети на времето кога со ИСАР раководел кадар на СДСМ, но тогаш немало никакви реакции ниту забелешки. На времето бев и претседател на Советот кога градоначалник Нова општина беше од Социјалдемократскиот сојуз. Жал ми е што во тој период тие не го искористија да направат многу повеќе, нели имаат такви шанси. И тогаш се именуваше еден ВД директор. И тој траеше неограничено долго. Значи ли тоа дека ако Социјалдемократскиот сојуз е на власт и тие именуваат ВД директор, дека они имаат право да прават они како што мислат и дека што тогаш е законито. Ако да речеме ВМРО е на власт и ако го работи да речеме она што е согласно законот, дека за нив е незаконито. На крајот Захариев нагласи дека со ваквите обиди за дефокусирање на јавноста СДСМ нема да постигне ништо. Ако има нешто незаконско, тоа нека го утврди надлежната судска инстанца. Во меѓувреме треба да се гради и уредува градот, зашто во тек се неколку проекти кои не трпат одлагање. Финална вечер на 30-тото јубилејно издание на Макфест. Со СМС гласови и со одлука на жирито, вечерва ќе се знае победникот на Макфест. Вечерва е финалното издание на Макфест 2015. 18 композиции ќе се надпреваруваат за 3 главни награди. Редоследот за вечерашното финално издание се бираше преку лотарија. Ова се имињата на финалистите. Маја Вкичевиќ со композицијата Што ми правиш ти, Евгенија Чанчалова со композицијата Миг до вечност, Огнен Здравковски со композицијата Те молам врати се, Игор Митровиќ Биди тој што си, Јоце Панов и Зуица Лазова Срце да се отвори, Ѓоко Танески Ако љубов е, Александра Кукушев Ова е крај, Виктор Апостоловски Ни јас ни ти, Верица Пандиловска Кога љубовта не е дозволена,
Бојана Атанасовска, Диви цветови, Зоран Илиев, Ако не ми требаш, Илиев и Кикиритков со композицијата Кој што ме чуе да пеам, Ивана Јовановиќ и Рафинерија Тешко време, Горан Наумовски Журка, Александра Андонова Лажиме, Наде Талевска, Љубовта е се што ми треба, Наташа Малинкова, Каде и да си и Дарко Илиевски, Како небо и земја. Финалистите денеска ги правеа последните проби за вечерашното издание. Тие се подготвени и без трема го чекаат моментот. Тремата секогаш е позитивна, но сега немам се уште. Кај мене тремата се јавува пред самиот настап. Сум настапувал како последен на овој фестивал, еве сега имам шанса да настапиме како прв, да настапиме како први со Илија Киритков. Така да мислам дека ќе биде секако што треба. Начинот на гласање ќе биде подеднакво поделен, односно 50% од гласовите ќе бидат од жирито, а 50% од публиката. Како што веќе е познато, првото место носи награда од 10.000 евра, второ 7.500 евра и трета награда е во вредност од 5.000 евра. Модерни танци и балет се играа синоќа на летната сцена во Делчево во рамки на третиот интернационален фестивал насловен Балканот пее и игра. Највпечатливи беа танцовите состави од Благоевград, Бугарија. Соседите од Младинскиот дом од Благоевград, Република Бугарија ни одржаа лекција како се играат модерни танци и балет. Танцови и мажоретни состави како и хип-хоп и брейк-денс групи ја окупираа синоќа летната сцена пред спомен домот Аснон во Делчево, воодушевувајќи ја публиката со кореографии кои ретко се гледаат на отворената делчевска сцена. Наистина в Младежки дом Благоевград развиват своите... Навистина во Младинскиот дом во Благоевград модерните танци ги изучуваат многу состави и групи кои се популарни не само во Бугарија и Европа, туку и во целиот свет. Денес на фестивалот во Делчево ќе покажеме нешто поразлично од минатата година. Тука е најдобриот танцов пар на кој што им предстои учество на светското првенство по спортски танци во Романија. Исто така, меѓу другото, тука е една од најдобрите брейк формации во Бугарија. Тоа се момци кои ги поставија почетоците на овој вид улични танци и се надеваме дека гледајќи ги и вашите млади ќе се заразат за овој вид на танци и следниот пат кога вие дојдете кај нас ќе ги усовршите нивните чекори и заедно ќе танцуваме. Покажем това на което сте се научили. Дел од синокешното шоу на фестивалот беше и танцовиот клуб Диви Рози од Домот на културата од Пробиштип, кои годинава за втори пат ги покажуваат своите модерни танцови точки во Делчево. Пак има богата програма затоа што од Бугарија доаѓаат секогаш со нешто воодушевувачки. Ние се трудиме тоа да го постигнеме со нашиот клуб. Тоа се Диви Рози од Пробиштип, балетското клубче кое работи веќе 3 години поред. Имаше мала пауза и навистина сум среќна што пак сме гости овде во Делчево. Организатори на третото издание на интернационалниот фестивал Балканот пее и игра беше Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево под покровителство на Министерството за култура. Штипската гимназија утре има отворен ден за полуматурантите. Ова средно училиште, кое редовно е со најдобри оцени во државата, нуди квалитетна настава и услови, а од учениците очекува ред, дисциплина и вредно учење. Отворен ден за сите полуматуранти утре во средното општинско училиште Славчо Стојменски во Штип. Утре сите полуматуранти од сите основни училишта во градот ќе се запознаат со наставната програма и проектните активности што се нудат во гимназијата. Во учебната 2015-2016 година има 238 слободни места. Прва година е општа гимназија и имаме 7 паралелки по 34, 238 слободни места. Гимназијата од секојаш полуматурантите 50% ги зима во незините редови. Се што е капацитет, се што е добро, учи во гимназијата. До родителите на полуматурантите имаме на препорака. Запишете ги децата во гимназијата. Овдека во гимназијата завршена гимназија значи 100% завршен факултет. Тука учениците може да се здобијат со ред, дисциплина, редовност и добра организација. Идните средношколци овде може да се стекнат и со позитивни социјални вештини и вредности, но и да ги постават темелите на својата лична кариера. Инаку гимназијата Славчо Стојменски од Штип втора година поред е прогласена за најдобра гимназија во државата од Министерството за образование и наука.
Обилната понуда на сезонски плодови предизвика пат на цените на поголем дел на градинарските производи. На градскиот пазар во Штип денес задоволни беа и купувачите и трговците. Почетокот на јуни е период кога тезгите на градскиот пазар се преполни со разновидни градинарски и овошни производи. Зголемената понуда значи и помали цени за дел од нив. Во однос на минатиот пазарен ден, денес поевтини беа доматите, краставиците и пиперките. Од овошјето нешто пониски цени кај црешите и јагодите. Сепак, независно од ваквите промени, граѓаните со различни коментари во однос на цените. Пиперо е малку поскап од другиот петок, патлиџано е поевтин, крставицата е иста цена, скоро исто како претходниот петок, така и денес. Земено човек може ли да напазарува оно што му треба? Па да ти кажам, помалку да си земе од се, може. Скапо е малку. Скапо. Пипер, патлиџан, се, крставици, се. Цените како? Па добри се. То кој е така? Со овие примања, со овие пензии, можеме ли да си купиме нешто за... Тешко не останува ништо. Те сега зема пензија па да пазарувам. Во овој период меѓу најбараните секако е доматот. На една тезга прочитавме кочански домат. По што се разликува овој од останатите? Ова е сочени блак. Сочени блак. Де се? Чист патиџан. Па ќе го пробаш како да јадеш јаболка. Како и секој пазарен ден, и денешниот ден помина со вообичајната фреквенција. Она што беше понудено утрината до вечерните часови беше продадено. Тезгите останаа празни до наредниот петок, односно пазарен ден. Најмалку 40 лица загинаа при 2 бомбашки напади во североисточниот дел на Нигерија, соопштија нигериските служби за безбедност. Во првиот напад на пазар во градот Джимета загинале најмалку 32 лица. Според очевидец, нападот бил извршен со бомба поставена на еден трицикл паркиран на пазарот. Властите во Гана најавија 3 дни на жалост во земјата поради 150 жртви кои загинаа при експлозија на гасна станица во главниот град Арка. Токму поплавите натераа многумина да побараат заштита во гасната станица и инцидентот доведе до нивната смрт. Експлозијата била предизвикана од истекување на гориво кое се запалило во близина на гастаницата. Српскиот премиер Александар Вучик веди дека ќе биде спроведена правдата во случајот со тројцата американски граѓани чии тела беа пронајдени во масовна гробница во источна Србија во 2001 година. Претходно тие заминале за Косово за да се борат на страната на албанските бунтовници. Македонската кикбоксинг репрезентативка делчевчанката Кристина Стојчевска заедно со репрезентативците Димитар Георгиев и Милан Кубин од денес до 7 јуни ќе престојуваат во Римини, Италија, каде ќе учествуваат на светскиот куп од серијата Best Fighter. Стојчевска ќе се надпреварува во категоријата киклайт за кикбоксерки кои што се полесни од 57 килограми, додека останатите репрезентативци ќе се надпреваруваат во категоријата за кикбоксери полесни од 79 односно 89 килограми. Ако се има предвид фактот дека на овој турнир настапуваат над 1100 борци од 19 земји, тогаш повеќе од сигурно е дека конкуренцијата ќе биде исклучително силна, но ова ќе биде и одлична можност за добра проверка на репрезентативците пред значајните настани кои следуваат ова лето. Инаку Кристина Стојчевска на светскиот куп Best Fighter кој што оваа година се одржува по 20 пат, досега има освоено едно одличие. Во 2012 година таа се врати со бронзен медал. Ова е се во дневникот на Канал Плюс. Во продолжение погледнете какво време не очекува за време на викендот и останете со програмата на Канал Плюс. Пријатна вечер.